Одиме со повторно тема спорт. Николчо Георгиев трчаше и возеше велосипед 190 км во чест на Благој Истатов. Добро утро за Николчо. Добро утро за Кирил Изов, селектор на женската фудбалска репрезентација. Николчо, живееш и работиш во Швајцарија, дома за великденските празници, но и за еден убав повод, еден убав настан кој што се случи во неделата на 9 април. Од каде инспирацијата и желбата да ги извозиш овие 190 км? Па, пред се добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија. Инспирацијата почна пред 3-4 години, да речеме, со фамилија Истатови, со различен поздрав. Да се навлечат млади спортисти на оваа дисциплина, да е запозната оваа дисциплина. Сепак дуат од дисциплината, барат други физички, психички тренинзи. Интересна, убава дисциплина. Разговаравме како да биде се. 2021 успеавме еднаш. Оваа година повторно, 2023 супер. Дружба голема. Значи повтор пат се Повтор пат ја правиме оваа дисциплина. Во чест на легендата на македонскиот фудбал, на голот на мрежите, Благој Истатов. Каде беше, ајде да те вратам 2 години назад, ги возеше истите делници? Истата делница. Истата делница, истите километри? Истите километри, се исто, комплетно. Така. Струмица, Владевци, првите 10 километри, негде 36 минути. Од таму према Штип, Криволак, Пепелиште, Демиркапија, Неготино, Гевгелија, до Удово, 150 километри велосипед. Од потоа од Удово до самиот хотел, каде бевме пречекани од фамилија Истатови. 30 километри, задните 30 километри, целокупно пратен од клубот Век Актив, кој сум член таму и кој тие помогнаа целата организација, целата помош за да се движиме слободно на македонските патишта. Верувам, бидејќи се случува втор пат, имате имаш идеја, ова да прерасне во традиција, можеби еден ден и помасовно, со поголем број на вклучени спортисти? Да, разговараме на таа тема. Следниот пат, здраве, само здрави живи, да се вклучат повеќе спортисти, повеќе атлетичари, повеќе велосипедисти на тркачкиот велосипед, што се однесува. Имаше и монтенбајк, така бев пратен, од клубот Век Актив, кој пошто се често и возат повеќе монтенбајк. Гевгелија Точе клуб, морам да се заблагодарам на нив, и тие се преклучија. Не имаше доволно, интересно, супер беше. Следниот пат, следната година одиме да го развиеме со поголем број на луѓе и да биде поинтересно. Ајде малку да ја објасниме рутата. Тргна од Струмица во 8 часот, така? Првите 10 километри беа во трчање, а потоа премина на возење велосипед. Од Струмица каде се упати? Првите 10 километри према Владевци. Од таму беше велосипедот се спремен, само се слегна од кола и продолживме према Радовиш. Првите 10 километри веќе напоменав. Супер време беше утро. Да, тоа е важно да се погоди времето. Потоа имавме малку проблеми, дожд. Дојде и дождот? Дождот беше присутен, 4 часа, присутен дожд. Успеавме, стигнавме до према Демиркапија, Гевгелија до Удово. Супер поминавме, иако беше малку студено, 0 степени. До 2 да се вози. Добро, веќе загрејан, телото загрејано нема, гајле. Успеавме. И задните 30 километри од Дудово, каде бев приклучен веќе со клубот Век Актив, на монтенбајк велосипеди. На фурка се сретнавме со Гевгелија, заедно сите, до хотел Истатов. Тоа беше рутата, 194 километри. За колку време? За 7 часа 36 минути. Стотинки? Не броеше? Немаше. Обично спортистите бројат стотинки. Да, се надминавме од светското првенство, некој нов рекорд и за мене. Така да супер беше, интересно. Така. Кирил, се надеваме дека ова ќе стане традиција. Вие како дел од и организацијата, но и човек кој што не беше само пријател. На некој начин бевте и семејство со господинот Истатов со оглед на годините, познанство, другарување. Кој беше неговото значење за македонскиот фудбал и македонскиот спорт воопшто? Така. Најпрво благодарам за поканата на македонската телевизија да бидеме гости и да во една таква емисија каде што ќе се зборува за една таква легенда како што е господинот Благој Истатов.
пред се би сакал на Николчо да му честитам за големиот подвиг, значи веќе втора година, како што кажавте и вие, го вози тоа, трчаат и така натаму. Значи, за да се зборува за Благој Статов е една голема врска, меѓутоа и задоволство, бидејќи покрај тоа што тој беше спортска легенда, тој беше и човечка легенда, значи се тоа на што го постигна за време на својата кариера, прво играчка, после и тренерска, го преточи повторно во развој на спортот, значи се вдаде, го изгради во Дојран, најдобриот, можам да кажам, спортски центар во Македонија, каде што се подготвуваат не само фудбалери, и ракометари, кошаркари, атлетичари и така натаму, така да мислам дека не само оваа традиција која што ја започна Николчо пред 2 години, Благој исто, значи, сакаше да помага не само на фудбалот и на сите други спортови. Долги години беше покровител на пливачкиот маратон во Дојран. Основа свој женски фудбалски клуб во Дојран, кој веќе 10 години екзистира, 2016-2017 тој ист клуб од едно мало место како Дојран беше шампион на Македонија и учествуваше во квалификациите за Лига шампиони. Така да, значи, ќе ни треба многу време да зборуваме за неговите дела, за неговите постигања и за сето она што Благој го дал на спортот во нашата држава. Македонскиот фудбал, воопшто македонскиот спорт денес оди во посакуваната насока како што господинот Истатов ја замислуваше и се надеваше дека се движи македонскиот спорт или имаме уште? Така. Не, значи Ово е прашувам во контекст на разговорите кои што сте ги водели, неговите визии, неговите гледишта за спортот, за фудбал. Така. Тој имаше една девиза: се што сум заработил од спортот го враќам во спортот. Тоа треба да го повторите уште еднаш, да го слушнат многу луѓе. Да го слушнат, да, за жал многу луѓе се уште не може да го препознаат моментот дека спортот е најголем амбасадор на нашата држава. Нели, ние сите се радуваме кога се пласираа фудбалерите на Европското првенство, успесите на кошаркарите, ракометарите и така натаму. Вие во најавата кажавте, јас сум моментално селектор на женската селекција, која што во последните години бележи доста добри резултати. За прв пат и во женскиот фудбал во надпреварувањето на репрезентациите од септември ќе стартува Лига на нации, каде што имаме и реални шанси да се пласираме на некое големо надпреварување, а желбата на Благој, нели, преку неговиот клуб ЖФК Истатов, кој што од пред една година екзистира во Скопје, се пресели и сега се надпреварува тука во Скопје под името ЖФК Истатов Кул. И во оваа прилика би ги поздравил и сите мои од клубот, и сите од женската фудбалска репрезентација, и фамилијата Истатови, нормално кои, како што кажавте, сме една фамилија. Така. Спортот оди напред. Значи, се инвестира се повеќе луѓе го препознаваат моментот. Меѓутоа, значи, пак ќе кажем, еве тука би ја искористила и вашата телевизија еден апел, посебно за женскиот фудбал, каде што сум јас, малку повеќе да биде популаризиран, малку повеќе да биде на вашата телевизија и по сите други медиуми, бидејќи веќе тие стереотипи дека мажите и жените не се исти и дека жените не можат да играат фудбал низ Европа, сме сведоци дека тие се веќе смешни теми. Да ги зборуваме денеска тие стереотипи. Така. Женските растураат во фудбал. Така. Ние имаме една од најдобрите фудбалерки што Македонија го имала и меѓу најдобрите во Европа, Наташа Андонова, која што играла за Барселона, за Пари Сен-Жермен и така натаму. Така да се надевам дека сите заедно ќе направиме што повеќе спортот да оди напред и со тоа да ја афирмираме и целата наша држава. Николчо, се враќаш по великденските празници во Швајцарија? Да, таму редовно претпоставам тренираш. Се враќам, следува Цирих маратон, нешто умерено, без повреди. Целта е дуатлон, светско првенство на 3 септември во Швајцарија, најтешкиот дуатлон, најтешката дисциплина. Тоа е целта. Уште еднаш, по 3 пат сум веќе присуствувал. Желба ми уште еднаш, 4 пат. Си доаѓаш често во Македонија, во Струмица? Си доаѓам во Струмица. Еднаш месечно, да.
Браво, одлично. Тука се. Ви благодарам за гостувањето. Ајде па кога ќе биде третиот настан следна година да го следиме и со камера. Ќе биде добро. Да дојдеме на лице место, на терен, па на тој начин да информираме за овој подвиг, но ете можеби и повеќе километри следна година и повеќе учесници. Работиме. Ви благодарам и јас за поканата, значи исто така не спомнав на почетокот, во план е организација на голем турнир во фудбал во чест на господинот Благој Статов, и кој е турнир кој што би бил од меѓународен карактер, каде што би биле собрани најдобрите екипи од Балканот. Така. И се надевам дека со фамилијата Истатови веќе во летниот период ќе успееме да ја реализираме и ова идеја и на некој начин да направиме се ликот и делото на Благој Статов да остане вечно во нашите сеќавања и никогаш да не го заборавиме. Ви благодарам за Благодарам. Благодарам. Драги наши, ние продолжуваме со Македонија наутро. Останете со нас. Следуваат исто така за 10 минути и вестите во 9 часот, а малку подолу во емисијата и новите ми и нови разговори.